Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing. Значи, ова е 11-та година поред на најмасовно посетениот и најшарениот, најразнообразниот фестивал во Македонија. Оваа година, 11-та поред, се враќаме повторно на плоштадот, кој што е отворен после реконструкцијата и разубавувањето. Оваа година сме повторно на плоштад Македонија и 10 дена граѓаните на Скопје и сите присутни, бидејќи овој фестивал влече и многу заинтересираност и посета и надвор од градот, значи од другите градови на Македонија доаѓаат луѓе и доаѓаат и луѓе од други земји, од соседството. 10 дена забавите започнуваат во 19 часот, како што напомена градоначалникот, имаме повеќе од 100 артисти од различни земји, од Јапонија до Јужна Америка и од Северна Америка до Нов Зеланд. Вака би започнал, прво да кажам дека во 18 часот ќе се отвори свечено Баскерфест со една парада која ќе започне од Бристол, од хотелот Бристол, ќе се движиме по улица Македонија и ќе дојдеме сите заедно до плоштадот, а ќе бидеме и појачани со мажоретките од општина Аеродром и исто така ќе бидеме засилени со повеќе од 20 барабанџи, значи со таа една прекрасна бука која носи Баскерфест, ќе го означиме овогодинешното издание. Представите во следните денови ќе започнуваат во 19 часот и како што кажа градоначалникот, имаме 3 места каде што ќе се играат овие представи и имаме и една пивска градина, Beer Garden. Таа ќе биде лоцирана на скалите на Кеот до Камениот мост и тука ќе имаме шанса да уживаме во повеќе групи музички од целиот свет, но секако и домашни групи, како што е групата Перија, Brass Brothers. Исто тука би ги напоменал групата Комедија, која е доста популарна од Хрватска, и групата од Данска, која што за нив ќе биде ова репризно издание по големо барање на сите нивни фанови кои што ги стекна тука во Скопје и во Македонија. Тоа е групата Blended Brew од Данска. Инаку тука се Мистер Буги Ганга, Performance Monk, Vinyl Burns, Вили Вондер, Суат Демирович, Ел Пача. Исто така имаме Мијако Мими, Унипро Шоу, Коцани и Венди, Мастер и Маргарита, Мистер Копини и многу други. Стварно не би можел сите стотина да ги наброиме. Се надевам дека Баскерфест е по мене најубавиот фестивал за сите генерации и ги поканувам сите слободни, сите граѓани да повелат, да дојдат и да земат учество во најмасовниот фестивал и би ги замолил на крајот од точките на баскер артистите, кој колку може и колку е во можност да донира во нивната шапка, да остави по некој денар. Тие тука знаат дека ние финансиски не сме европски, во Европа сме, но немаме европски стандард, меѓутоа доаѓаат за громогласниот аплауз и се секој пат презадоволни и ние како организација секој пат имаме проблем. Од оваа година имавме повеќе од 400 пријавени и моравме да се одлучиме за овие. Советување дека наредната година и другите ќе добијат шанса да бидат дел од нашиот фестивал. Бидејќи Баскерфест е фестивал за сите генерации, затоа имаме и многу активности кои што го следат овој фестивал. За прв пат оваа година ќе имаме и галерија, односно Open Air Gallery, каде што уметници ќе изложуваат своји дела. Така да тоа би било исто многу убаво да се види на плоштадот. Потоа втора работа која што ќе имаме оваа година, што е исто доста интересна, е детското катче, односно детска работилница за најмладите креативци во Македонија. Исто така во склоп на фестивалот ќе го имаме и One Day Fest, кој што ќе се одржи на градската плажа во парк. Тоа е на 11 јуни во сабота и таму ќе има најголемата пена забава досега направена, така да ги поканувам сите да дојдат и да ги проследат и овие активности на нашиот фестивал. Колку време се подготвува едно издание на Баскерфест? Па со самиот завршеток на фестивалот ние веќе започнуваме да го подготвуваме за идната година. Значи заедно со градоначалникот, со институцијата град Скопје и ние како организација веќе започнуваме да работиме на следното издание. Значи се контактираат артистите, имаме нашата веб страна Baskerfest
Macedonија, каде што тие можат да аплицираат, да ни сконтактираат. Потоа правиме селекција, потоа заедно со градоначалникот и со советот разговараме за идеи, за мислења што би можеле со следната година нешто ново да донесеме, да допринесеме за разубавување на културно-уметничката понуда во градот. Мислам дека веќе со завршувањето на 19-ти и со завршувањето на турнејата, затоа што Баскерфест ќе се одвива и во повеќе други градови во Македонија, ние започнуваме веднаш да работиме на следното издание, да селектираме артисти, да комуницираме, да разменуваме идеи. Ова е еден фестивал кој што е најмасовен, најпосетен и токму заради тоа е 11-та година поред, а со поддршката на град Скопје сме во можност да размислуваме на видете, овие имиња можеби не значат вака кога ќе ги соопштиш на некого, меѓутоа во тие улични изведувачки кругови се стварно големи звезди. Шоата се движат од комедија до нели малце и поатрактивни, поопасни точки. Секој пат гледаме да бидат задоволени вкусовите на сите, како што напомена колешката, за сите генерации овој фестивал, и затоа мислам дека од година во година растеме, се зголемува и интересот, се зголемуваат и точките, сме почнале со 1 пункт, па сега имаме 3 и така секоја година пробуваме да добиеме некоја различна визија за Баскерфест и се надеваме дека ќе трае со години и генерации. Јас знам и дека многу македонски изведувачи, кои што заборавив да ги споменам, бидејќи имаме и доста македонски изведувачи оваа година, токму на првите изданија на Баскерфест се соочиле со ова и им се родило желба за тие да станат. За денес можам да се пофалам со еден изведувач кој наш македонец од Скопје, Васил Тасевски, кој има потпишано договор со Cirque du Soleil. Тој е најголемиот циркус во светот. Тој живее и работи во Франција, таму и отиде да студира коледж, а првпат заедно, пошто ми е и личен пријател, првпат се соочивме на првото издание на Баскерфест дека ова постои. Господинот Пане Темов, кој што е главен организатор на овој настан, исто така долги години бил низ целиот свет, ги има поминато скоро сите земји, и кога првпат го донесе Баскерфест во Скопје, ние сите останавме шокирани. Знам дека секоја година е се потешко да се импресионираат скопјани, бидејќи веќе имаме видено све, веќе и одење по жица на 30 метри не ни е толку возбудливо, меѓутоа секоја година се трудиме барем по 1-2 точки да има нови што ќе ја заголицаат јавност. Оваа година имаме и светски шампиони. Оваа година имаме и Да, имаме еден светски шампион во својата вештина, тоа е Uniprow Show. Човекот вози на тркало точно на моноцикл. На моноцикл. На висина од Не знам, на голема висина. 12-13 метри. И тој е светски шампион во таа категорија. Други прашања? Освен на площадки, има ли како минатите години во одделни општини? Па да, оваа година сме присутни во општината Карпош и во еден трговски центар. И секако дека, како и изминатите години, тоа заборавам да го напоменам, ние со Баскер изведувачите знаеме да отидеме до детската болница во Козле, да донесеме малце радост во дом за деца без родители. Имаме некои такви социјални аспекти на самата манифестација, каде што се обидуваме да донесеме радост секаде каде што можеме. Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight. We run shit. I ain't